позиција која е машка работа на наводници, одма добиваме коментар, ти ако е мој случај конкретен, ако препливаш овие 50 метри, јас ќе се удавам во езеро. И препливав и подолго од машките, работех подолго од машките, но пак мојот личен изглед, како што изгледам јас, беше проблем или во приемот за полиција. Зошто кога се пријавив на самото физичко, каде што беа физичките проверки, мојот изглед таков како што е, тогаш бев малце и постава, 50 кила имав. Беше коментарот од жена, припадник на социјалната единица, вие ако ги направите сите склепови, вика јас ќе слудам од единицата. Ги направих побрзо од машките и повеќе од машките. Може да се отиде? Се уште една работно место. Затоа викам дека жените ги имаме сите стереотипи, како вие што спомнавте дека изгледот не е важен, да, важен е изгледот, но важна е формата на секоја жена како изгледа, за да ги преминиме тие предрасуди и стереотипи. Жално е што мора да се докажуваме како жени дека вредиме. Бидејќи првичниот изглед дава појава дека не сме доволно спремни за сите тие работи. И јас мислам дека треба да се мени целосно воспитувањето и образованиот систем, да се дава еднаква шанса на сите без тој стереотип. За жал има такво општество сме, но мора да се бориме со предрасудите за разлика од мажите кои кога ги го видат викаат доволно е, ти си спремен, а може да нема такви компетенции кои што ги има жената. За жал тоа ќе го имаме, јас сум свесна и дека ќе го имаме, но би требало, јас не сум од најнискиот дел. Може да ве прекинам и ги Тако што МВР, односно Македонскиот полициски синдикат овдека во Велес одржува токму една ваква трибина, ние во Велес тука бевме сведоци на некои настани кои што не оставија добар впечаток општо во јавноста. Јас би апелирала за тоа што вие сте релевантни институции. Тука е судот, тука е и МВР и ние најчесто со женските организации во градот разговараме, имаме трибини и секогаш на крајот од сето ова да не образложувам, доаѓаме до еден заклучок дека само силни закони и силни институции ќе дојдат до родова еднаквост, особено од аспектот на насилството кој што се случува врз жените, МВР да ги заштити жените, а судот да донесе правични пресуди со кои што ќе го спречиме насилството кое што се случува. Знаете, ви имаше на случај кој што одекна во јавноста, сопругата губи сопругот, маж уби, пукаше во жена, потоа се самоуби. Тоа беа само дел од насловите во порталите, повелешките портали и општо во јавност. Ја би апелирала еве како жени кои што сте на позиции и во МВР и во судот да се носат правични одлуки и да се почитуваат законите. Засегнати околу безбедност. Сакам да ја поздравам оваа иницијатива и оваа активност која што во мојот живот првпат имате вакво нешто организирано и ве мотивирам сите кои што сте од безбедноста колку што може повеќе вакви активности да организирате, затоа што, како што каже и државната секретарка, само ако имаме родово сензитивни жени и мажи, ќе имаме и напред. Кога зборувавте за семејното насилство и заштитата околу семејното насилство. Семејно насилство постоело и порано. Но сега сите во медиумите сме сведоци дека се зголемени пријавите против злоставувачите, односно дека има повеќе пријави за семејно насилство. Тоа не е поради фактот дека се зголемил процентот на семејно насилство, туку тоа е според мене фактот дека свеста на жените, но и на мажите, реално, да препозна и да добијат храброст да го пријават семејното насилство, сега е зголемено. Семејно насилство постоело и порано. Но жените немале храброст да го пријават, пред се поради патриархалното воспитување кое што го имаш. Тука треба да се вратиме и ние, како дел од образование овдека, што сме присутни, и да кажеме дека семејното насилство, родовата еднаквост, уништувањето на стереотипите, уништувањето на се она што значи предрасуди, треба да започне од нас, родителите, од мајките, значи, како ние ќе си ги воспитаме нашите деца, како ние ќе ги воспитаме и образуваме и нашите ученици, започнувајќи уште од градинка, па продолжувајќи и завршувајќи до високообразовните институции. Но пред се во семејството. Родовите стереотипи, како што каже сега Кицева, што рече, јас бев првата
која што се запиша во средно образование да бидам во полициското училиште. Јас потекнувам од училиште кое што во Велес пред 25 години го викаа машкото школа или УЗУС подрачно. Значи јас кога се вработив во нашето училиште работевме се на се 10 професорки. Од кои што 10 професорки, 2 беа инженерки само. Сите мажи беа другите инженери. Само 2 имавме инженери. Сега бројот на вработените во нашето училиште е 30 жени. Нас према 70. Значи како се менува работа? Техничко училиште сме. Бројката на девојчиња кои што ни учеше во училиштето, јас кога се вработив далечната 97 година, изнесуваше 8 девојчиња во цело училиште. Сега во Коле Неделковски имаме 220 девојчиња. Стереотипите мораме да ги уништуваме уште од најмали носи. Стереотипите дека полицајка не можеш да бидеш, судијка не можеш да бидеш, обвинителка не можеш да бидеш, машински инженер не можеш да бидеш или електроинженер не можеш да бидеш, мораме да започнеме од фамилијата да ги уништуваме.